Започнаа 19-тите републички пензионерски спортски надпревари. Оваа година за прв пат домаќин е Тетово. Манифестацијата, која уште се нарекува и пензионерска олимпијада, свечено беше отворена од страна на министерот за труд и социјална политика Диме Спасов, кој е и нивни покровител. Вашиот сојуз во текот на своето постоење се разви во една од најбројните организации во земјата, кои достоинствено ги промовираат, но и ги застапуваат правата и интересите на пензионерите, но исто така и го поттикнуваат нивното интегрирање во социјалниот живот и во секупните општествени текови. Организирањето на недешната манифестација по 19 пат и покрај тоа што возможува дружење и рекреација на пензионерите, значи и можност за споделување на повеќе искуства. Од тука, со потребното задоволство, Министерството за труд и социјална политика е покровител на републичките пензионерски спортски надпревари и секогаш во рамките на можностите ќе поддржува реализацијата на настани и програми кои се однесуваат на пензионерите и нивните интереси. На овој начин давате пример за младите генерации како треба да се негуваат и унапредуваат спортските надпревари. Желбата да се учествува на вакви игри е доказ дека годините не се пречка за здрав спортски дух, а дружењето и во третото доба е главен мотив за учество на надпреварите. Општина Тетово со задоволство ги поддржува активностите на Сојузот на пензионерите. Организатор на пензионерската олимпијада е Сојузот на Сдруженија на пензионери на Македонија. Тетовските пензионери се редовни учесници на надпреварите, а овој пат ја има улогата на домаќини. Ова најголема спортска пензионерска манифестација во нашата земја ја одржуваме по повод 8 септември, денот на независноста на Република Македонија, и 20 септември, денот на пензионерите на Македонија. Пензионерите со посебен пиетет и воскит ја дочекуваат 23 годишнината од освободувањето на нашата држава, а со нова светлина ја одбележуваат и 68 годишнината од зародишот на пензионерското организирање во нашата земја. Овде во Тетово, во кругот на гигантот на текстилната индустрија на Македонија, Тетекс, своето знаење, вештина и издржливост ќе го манифестираат 400 спортисти, пензионери во 11 дисциплини во машка и женска конкуренција, како прваци на 8 регионални спортски надпревари. Две причини има за тоа зошто овие надпревари ги нарекуваме пензионерска олимпијада. Прва е масовност. На регионалните надпревари учествува дури 1714 пензионери. И второ, одушевување да се гледа како сите вие пензионери надпреварувачи сакате и постигнувате солидни спортски резултати. Пензионерите од цела Македонија се надпреваруваа во различни дисциплини: стрелаштво, шах, тегнење јаже, табла. Од екипата на Центар Сдружение учествуваме повеќе години како првенци, така и оваа година се надеваме на успех, нормално. Колку е важен спортскиот дел од надпреварите, а колку дружењето во целата оваа манифестација? Дружењето е многу важно, но секој дружење бара и успех, нормално се бориме и за успех, за прво место, за награда и така. Ние сме од Сдружение на пензионери Кочани, во дисциплината учествуваме теглење на јаже. Сега само што завршивме дисциплината првиот круг со Неготино и поминаме го први круг. Наредниот ќе видиме теглеме со Пробиштип. Така да мислиме и сме надежни дека ќе освоиме еден од медалите. Затоа што ланска година не беме учесници во Штип, а претходната година беме во Струга, каде беме први и го освоиме златната медаља. Овие спортски пензионерски игри се многу значени, поготово за лицата од третата доба, како што сме ние, кои најдеме време и за спорт и за дружење, кој на некој начин ни го релаксира животот и продолжува векот, времето. Надпреварите се одржаа на спортските терени кај Тетекс, а најдобрите надпреварувачи ќе добијат признанија.